Ние живееме токму пред самото доаѓање на Господ Исус Христос по својата црква, така нареченото грабање на црквата. Затоа добро да ги проучиме пророштвата што нашиот Господ Исус Христос ги даде за 10 девојки. 5 од кои беа мудри, а 5 луди. Сега е време да се пробудиме од сонот и да ги украсиме своите лампи и спремни да го дочекаме нашиот Господ. А кој нема масло, нека побрза си купи, но нека го бара на вистинското место. Приказната за 10 девојки е многу богата со библиски вистини и не може да се објасни во една проповед. Ние го презентираме тука текстот од 25 глава, Матеја 1 до 13. Се надевам може секој да го прочита. Но бидејќи споредбата или приказката за 10 девојки е многу богата со значења и може тука многу да се проповеда, ние ќе ги разгледаме само стиховите од 1 до 4. Но добро е да ја прочитаме целата, затоа што значи, добро е да имаме предвид целата приказка до 13 стих за целосно разбирање. Господ Исус Христос своите поуки за Царството Божие ги даваше најчесто во приказки или споредби. Јас мислам дека тоа го направи заради тоа големите вистини да ги сокри од гордите и воображените, макар и да се високо образовани читатели и слушатели, а да ги открие на понизните и скромните и оние што се желни за духовни вистини, па макар да се тие и мали деца. И затоа луѓе со докторати на светските науки не можат да ги разберат приказките, а малите деца ги разбираат. Господ не сека никому да се наметнува на сила, а му се открива на оние кои вистински сакаат да го запознаат. Ова приказка е искажана во рамките на проповедта на Маслинската гора. Тоа е прочуена проповед или што Господ Исус Христос ја одржа при крајот на својот престој на земјата и својата служба пред да пострада. Тој проповедаше за знаците на последните времиња. Затоа јас реков на почеток дека ние сега живееме во последните времења, бидејќи доволно е да погледнеме на весниците и да видиме што се случува во светот, ќе видиме дека тоа е сосема во склад со она што го Господ даде за во таа проповед на Маслинската гора. Тој проповедаше таму пред се на своите ученици, на апостолите. Таа проповед дадена во 24 глава, тој им ги опиша знаците на последните времења, кои се случат непосредно пред неговото доаѓање. А при тоа со 3 приказни кои следеа во 24 и 25 глава, а тоа е приказката за верниот и неверниот слуга, приказката за 10 девојки и однак по неа приказката за талантите. Во сите 3 приказки Господ Исус Христос ја нагласува потребата од стражарење и будност со цел да бидеме спремни за неговото доаѓање. Додека приказката за мудриот и немудриот слуга говори за однесувањето на водачите на црквите. Значи, тие имаат специфична одговорност. Приказката пак за 10 девојки говори за црквата како целина и покажува дека секој член нема да биде спремен да го дочека Исус Христос. А третата приказка за талантите зборува за однесувањето на секој христијанин посебно, како да постапува со талантите, даровите и способностите што Бог му ги дал на секој поединец, додека тој не дојде. Да се запрашаме дали ние ги разбираме приказките на Господ Исус Христос. Постојат 2 вида приказки. Едните се така наречени аргументирани приказки. Господ зема еден аргумент или еден доказ
од обичниот живот со цел да ја зајакне нашата вера. Например, таква е приказката за неправедниот судија во Лука 18. Таквите приказки се важни како целина и како доказ за некоја појава, а не нејзините делови не треба да се толкуват. Например, неправедниот судија не го представува Бог. А доказот е следниот. Ако таков неправеден судија сепак се активира да направи некое праведно дело, да донесе праведен суд, колку повеќе тоа ќе го направи праведниот Бог, ако го молиме истрајно. Или споредбата за даровите на татковците на своите деца. Кога нашите татковци, кои инаку се грешни и зли, ни прават добрини и ни даваат добри дарови, колку повеќе праведниот Бог ќе ни даде нам ако го молиме. Други видови приказки се споредби или паралели. Тие нешто представуваат, односно осликуваат. Таква е ова приказката за 10 девојки. Се дава една аналогија или споредба, се осликуваат небеските вистини и принципи преку земни примери и настани. Такви се овие сите три приказки, меѓу кои приказка за 10 девојки. Во оваа приказка Царството Божие споредено со една свадба. Приказката почнува со тогаш, зборот тогаш. Значи, одма со тој збор сака да ја поврзи со проповедта на Маслинската гора за второто Христово доаѓање, дека тоа ќе се случи тогаш. Оваа приказна се однесува на црквата и нејзината судбина при второто Христово доаѓање или при грабањето на црквата. Во некои преводи, например, таква е Вулгата, латинскиот превод, кој е всушност преведено од Септагинтата, грчкиот превод, и сирискиот превод, во првиот стих се додава излегоја девојките да во преслед на младоженецот и невестата. Во нашиот превод не се спомнува тука невеста. Ние знаеме од остатокот на Новиот Завет дека во времето кое Господ Исус ја кажуваше оваа приказка и проповедаше за последните времења, невестата, во наводници невестата, односно црквата, не беше објавена на ниедно човечко суштество. Дури после воскресението на Исус Христос, црквата како нов ентитет, составена од евреи и незнабожци, му се објави преку апостол Павле на светот. Според тоа, овој превод, нашиот превод кој е базиран на други преводи, и е точен. Во оваа приказна Господ Исус Христос покажува каква ќе биде состојбата во црквата и каква ќе биде состојбата на животот на поедините верници. Има и погрешни толкувања на ова приказка. Например, едно современо погрешно толкување вели вака: сите девојки овде кои се представени се наново родени верници, но лудите се телесни, во наводници, и немаат исполнување со духот. Тие не се крстени со духот, не говорат на јазици. А мудрите девојки се верните кои се крстени со духот после своето обраќање или доживеале втора благодат. Ова толкување е спротивно на пораката на целата приказна, бидејќи на крајот гледаме дека не се сите спасени. Исто така е спротивно учењето на Светото Писмо. Ниедно учење кое ги фали достигнувањата и успесите на луѓето, а не Божјата благодат, тоа не е од Бога. Тие тврдат, тие кои застапуваат ово учење, дека кога Господ ќе дојде, ќе ги грабне само нив, а другите кои наводно се оправдани, но не се крстени со дух, ќе останат на земјата и ќе минат низ големите неволи. Но во приказката Господ Исус на лудите им вели: навистина ви велам, не ве познавам. Значи тие не се спасени. Овде се спомнуваат светилки.
нема слики со светилки. Така, добро. Ова е една светилка од античко време, какви се наоѓаат доста при ископување на антички места, градови, гробови. Може да биде најчесто направена од керамика. И гледаме дека како е составена, се гледа на сликата, има рачка за држење, еден отвор има во средината кој служи за турање на масло. Тие гореле со маслиново масло. А напред има друг отвор, во кој излегува фитилот кој гори. Всушност гори маслото, фитилот гори многу полека тој. Може да изгори килограми со масло пред да мора да се замени. Значи фитилот е една јаженце од ткаенина, од памучна ткаенина или од нешто друго, кое го донесува маслото од садот, значи да оди кај отворот за горење и донесување на масло по капиларни сили. Значи, како што растенијата, например, го стисаат водата и сокот од земјата кон листјата. Така служи фитилот. Мислам дека имаше друга... Ова е една лампа од, да речеме, од поново време, може би, од 15 век наваму. Таа е индустријски производ, не е направена од занечија. Долниот дел може да биде од стакло, но може да биде и од некој метал. Горе има еден механизам за регулирање на фитилот. Може да се подига или спушта и со тоа пламено да се засилува или намалува. И горниот дел е индустријски од стакло. Во неа се става минерално масло, например петролеј. Тоа е нешто како дизел горивото или горивото за авионите. Слични светилки доскоро имаше кај нас, сега луѓето, младите може да ги заборавиле, во некоја визба може да се најде ваква светилка, а в село, јас кога бев дете одев, таму имаше занечиски направени од тенекија, од лим, со кружна форма, со рачка, и за фитилот среде имаше едно така мало цилиндричен из кој излегуваше фитилот. Значи, регулацијата на фитилот да се подига ако е загорен и нагоре и така. Значи, ниедна лампа не може да гори без да има масло во неа. Добро, тука, значи, имаме планот на проповедта. Да објасниме прво некои поими. Еврејскиот обичај при свадба било да се вршат ноќе. Многу интересна символика. Последните времиња од духовен аспект можеме да ги замислиме како да се ноќ. Ноќ во духовен смисол. Гледате во светот настапува ноќта веќе. Морална ноќ, живееме во морална ноќ. Младоженецот со своите пријатели, меѓу кои имало и пријатели, и машки, и женски, и роднини, доаѓал во куќата на невестата. Дошло да ја земе, кога дошло времето да ја земе. А исто така, други девојки го чекале кај пред куќата на невестата. Исто така и слуги некои излегувале со лампи да го пресретат младоженецот. И пријателите на младоженецот и едните и на невестата, сите се тие сватови, така според нашата терминологија. Кога младоженецот се приближувал кон куќата, го дочекувале овие домашните,
и кога ќе се сретнеле, сите влегувале и свадбата, свеченоста започнувала. Понатаму никој повеќе не бил примен, вратата се затворала. Ова приказна зборува каква ќе биде состојбата на Божјиот народ или црквата пред да дојде Господ Исус Христос да го воспостави своето царство. Всушност ја опишува состојбата од црквата додека младоженецот е отсутен. Може да се каже дека ова важи и за целото време трајање меѓу првото и второто Христово доаѓање. А младоженецот во приказката е Христос, Господ. А ние како црква сме невестата. А секој поединачно е девојка. Интересно е преги она што го спомнав за овие преводи, например, од Вулгатата, дека младоженецот иди заедно со невестата. И тоа ги побудило некои луѓе во некои коментари, ќе сретнете доста коментари, викаат дека оваа приказка и објаснува состојбата на црквата. Не на црквата, него на еврејскиот народ. Значи, ако веќе Господ доаѓа со невестата да воспостави своето царство, треба уште евреите да се обратат. Меѓутоа, бидејќи рековме дека тоа најверојатно не е точен превод, нашите преводи се точни, ова, значи 10 девојки представуваат црквата, а не еврејскиот народ. Меѓутоа, кога ќе дојдат големите неволи, тие треба да знаеме само 7 години. За време на 7 години нема време да задремат и да заспият. Оно ќе се знае хронологијата на настаните што следат. Значи, секој од член на црквата е една девојка. Кога Христос отиде на небото, тој вети дека ќе ни приготви место и ќе ни го испрати Светиот Дух за да ни припреми за тоа место. Тоа е познато од 14 глава од Евангелие по Јован. А интересно е што во тоа време свадбите кога се правеле во Израел, прво била веридбата, а потоа земањето на невестата, а за тоа време младоженецот во куќата на својот татко доградувал уште една соба за кај ќе ја донеси невестата. Значи, имаме баш аналогија овде. Христос и рече, одам да ви приготвам место. Доградува една соба во татковиот дом. Верниците се наречени девојки заради чистотата на својата вера, своето славење и однесување кој се очекува од нив. Верниците треба да ја чуваат својата вера од световните науки, бидејќи во 2 Коринтијаните се вели, бидејќи ве ветив на еден маж, да му донесам чиста девица пред Христа, но се плашам како што змијата ја излага Ева со својата итрина, така и вашите мисли да не се одвратат од едноставноста и од чистотата на преданоста која е во Христа. Треба да се чуваме од злите науки, верници за девојки, бидејќи при славењето на Бог се пазат од идолопоклонство. Идолопоклонството е една расипана почитување на Бога, наречено и прелюбништво или духовно неверство. За ова зборува апостол Петар во 2 Петрова. Ако одбегнат од нечистотиите на светот преку познавање на Господ и Спас наш Исус Христос, па пак се заплеткаат во тоа и бидат совладани, последната состојба ќе им биде полоша од првобитната. Значи, гледаме дека сите се девојки, не се заплеткани во идолопоклонство, верата е исправна, кај сите 10. Но сепак меѓу нив има разлика. 5 се луди, а 5 не се луди, се мудри. Но ова не значи дека во црквата половина се мудри, половина се луди. Во една друга приказка која илустрира овој настан, например, приказката за големата свадбена гозба,
само еден човек доаѓа без свадбена облека и царот и неговиот, значи кој ги прегледал гостите, него го избркал. Значи не може сега да речеме ваму е само еден мал процент, а ваму 50%. Сите имале лампи, сите го чекале младоженецот. Површно гледано, меѓу нив нема разлика. Лампите го покажуваат надврешното исповедање на христијанската вера. Во Мати 5.16 се вели: така да свете вашите светилки пред луѓето. Сите излегле од светот, крстени се одат в црква, го чекаат Господ Исус Христос, но Господ има рентгенски поглед. 5 се луди, 5 се мудри. Лудите имаат само надворешна побожност, но без сила и без масло. Маслото е символ на Светиот Дух. Само мудрите се навистина спремни. Во што е разликата? Да ги разгледаме прво лудите девојки и нивните лампи. Кои се овие луди девојки? Во црквата има и мудри и луди девојки. Во Библијата општо земено под луди и мудри се подразбираат верните и неверните. Значи јасно е дека оној што не верува во Господ, тој е луд. Но тоа не значи дека овде се подразбираат сите неверни атеисти, луѓе од светот, иако Божјото Слово и за нив вели дека се луди или неразумни. Овие девојки се измешани, се излезени од светот, значи формално, сите го чекаат младоженецот и членови се на црквата. Исто така, во овие луди не се мисли дека се членови на идолопоклоничката црква, зашто постои и таква црква. Во Светото писмо таа е наречена не девојка, туку блудница или мајка на блудниците. Види Откровение 17 глава. Тие сакаат да го направат христијанството светско славно. Се сеќавате за кои зборуваме? Се гордеат. Во многу држави символот на државата, печатот е двоглав орел. Тоа значи дека се здружиле световната и духовната власт да владеат заедно. Тие мислат само на овој свет. Има христијани верници кои често викаат за многу години. За многу години. Што значи тоа за многу години? Ако ние го чекаме Исус Христос, можда позгодно да кажеме за малку години. Уште малку години па да дојде Господ. А за таквата црква Петар вели дека се исмева на учењето дека има второ Христово доаѓање. И ти имат и погрешно толкување за второто доаѓање и за иднината на овој свет. Тие се на власт. Исто така може да се исклучат и оние кои Тит 1.16 вели говорат дека го познаваат Бога, а со делата го одрекуваат, бидејќи се мрски, непослушни и несврени за ниедно добро дело. Таквите луѓе не изгледа дека го чекаат младоженецот. Такви има во црквите што предизвикуваат раздори и кавги. Всушност, лудите девојки се лажни верници, измешани со вистинските. Тие зборуваат за праведност и светост. Во стадото на Христа има и јуди. Тие дури биле многу активни, пророкувале, изгонувале демони во Христовото име и викале Господи, Господи. На нив се обраќа Матеј 7 глава. Мнозина во оној час ќе ми речат Господи, Господи, со Твоето име изгонувавме демони. Тие се лудите зидари што зидаат на песок.
Нив ги создава општата благодат Божја. Што е тоа општа благодат? Библијата зборува дека постои општа благодат и делотворна благодат. Општ позив и делотворен позив. На едно место вели, многумина се повикани, но малкумина се избрани. Тие многумина што се повикани, тоа е резултат на општата благодат, а малку избрани се резултат на делотворна благодат. Општата благодат не е спасоносна. Како би ја дефинирале општата благодат? И самото писмо ја дефинира. Божјото сонце свети и за злите и за добрите. Бог дава дожд и на злите и на добрите. Божите дарови подеднакво се распростираат на земјата. И сите луѓе може да ги користат. Општата благодат не спасува, но доволно е да осуди. Во 2 Петрова 2 глава 20 стих се спомнуваат луѓе кои преку запознавање на Христа како Господ и Спасител ги одбегнале световните скверности, но одново се заплеткале во нив и биле надвладеани. И овие се од лудите. Тие имат некаква вера во Господ Исус Христос, излегле да го пречекаат, но што значи да се има вера? Тоа значи да се веруваат сите вистини напишани во Светото Писмо. И не само да се веруваат, туку да се доживеат. Таа вера се засновува само на Светото Писмо. Вели, со вера знаеме дека светот е Божја творба настанал преку Божиот збор. Тоа значи да се верува во ветувањето за спасение преку довршеното дело на Господ Исус Христос на крстот. И иднината ни е откриена преку Светото Писмо. Библијата на едно место вели во поговорките, лудиот верува на се. Например, теорија на еволуцијата. Он не испитува, мудриот испитува дали таа теорија што се појавила во светот, дали е во склад со Светото Писмо. Ако не е во склад со Светото Писмо, он не ја верува и ја одбива. Или би можело да се дефинира и вака. Лудите девојки се луѓе кои имат само разумска вера. Значи, на ниво на разумот. Нивниот разум одобрува, имало таков човек, Исус Христос, бил праведен. Човек може да ги научи напамет сите вистини за Христос, но неговото срце да не учествува во тоа. Вистинската вера е сигурно осведочување без сомневање и прифаќање со срцето. Во Римјаните 10:9 се вели, со срцето се верува за спасение. И минатиот пат кога зборував една проповед, спомнав за срцето, што е срцето според Библијата? Ако прашаш еден медицинар, ќе рече тоа е една пумпа, што е пумпа крвта низ човекот и без тоа човекот не може да живее. Но она што под поимот срце се спомнува во Библијата е малце поширок поим. Тоа е вистинскиот човек, вистинската личност, битието на човекот. Писмото вели на едно место, чувај го срцето, зашто од него излегува животот. Интересно, има една случка опишана во некој роман за некој човек во Германија кој му дале срце, дошло некаде од Балканот. Знаете, кога има војни, многу ранети војници ќе ги однесат, ќе им извадат срце, органи што може. Сега се повеќе органи се пресадуваат, меѓу нив и срцето. Шверц со органи. И тој човек, германец, добил срце од некој србин од Косово. И најнаш почна да се интересира за Косово. Нешто го влечело да оди таму и отишло баш во тоа село кај што живеел тој човек. Не знам детали повеќе за овој, меѓутоа сум читал онака на интернет, дури дека филм ќе се снимало за тоа. Човечкиот организам и душа нити можеме да ја сватиме до крај ни сега, ни во иднина. Затоа ние го
користиме поимот срце, мислиме на битието на човек, суштината на човекот. И демоните веруваат точно и правилно. Секогаш се Христос имаше судири разговор со демоните, тие точно го ословија. Ти си син Божи. Зошто си дошло да не мачиш? Веруваат и се тресат, вика Јаков. Верувањето на демоните не им донесува радост, туку страв. Кај лудите, нивната вера не им го променува животот кон подобро, би можело да се речи. Дали имаат тие надеж, бидејќи верните луѓе имаат љубов, надеж и вера. Каква е нивната надеж? Таа е лажна и краткотрајна. Надежта мора да остане до крајот на животот. За надежта на христијаниот зборува апостол Јован во 1 Јованова 3:3. Секој кој има оваа надеж во него, се чисти како што е тој чист. Вистинската надеж треба да трае до крајот. За ова се зборува во Евреите 3 глава 6 и 14 стих. А Христос беше верен како син над својот дом, а негов дом сме ние ако до крај го дочуваме смелоста и радоста на нашата надеж. И на друго место таму, впрочем, ние станавме Христови соучесници, само ако почетната увереност ја запазиме цврсто до крај. Увереност или надеж. Да ја запазиме до крај. Доказ дека некој има вистинска надеж, ако вистината ја држи, ако вистински ја држи надежта до крајот. А имаат ли љубов? Лудите имаат љубов кон младоженци, кон другите девојки, но таа е надворешна или површна љубов. Исус Христос за вистинската љубов вели: ако имате љубов кон мене, држете ги моите заповеди. Јован 14:15 стих. Не е доволно само да се говори за љубов, а во срцето да негуваш нечистотија. Тие може би зборуваат за љубов, но срцето не им е чисто. Кај нив може да се сретнат телесни сласти, лакомост за слава, гордост, себичност, завидливост, негативни чувства. Лесно се познава што има во срцето. Тоа е лажна љубов. Во 1 Јованова 5:3 вели: ова е љубовта, да ги држиме неговите заповеди. Општата благодат е недоволна за спасение. Општата благодат може да даде некои резултати, но нема да издржи до крајот. 8 стих вика: бидејќи нашите светилки гаснат. Значи им гаснеле светилките, немало масло. Господ рекол за ваквите: а тие што се на камен, штом ќе го слушнат словото, со радост го примаат, но тие немаат корен, веруваат некое време, па отпаѓаат со времето, кога дојде времето на искушението. Лука 8 глава 13 стих. Тоа не е вистинска вера ако трае само краткотрајно. Вистинските лампи не се гасат. На друго место во Колосјаните 1 глава 23 стих вика Павле: само ако останете втемелени во верата и цврсти, непоколебливи во надежта на Евангелието. Како што рековме, лажната надеж се гасне, лажната љубов се гасне, а Господ рече: бидејќи беззаконието ќе се умножи, љубовта кај мнозина ќе олади. Нивната вера, љубов и надеж се гаснат бидејќи немаат благодат да горат постојано. Немаат масло во лампите. Но Господ дава вакво ветување во разговорот со самаријанката: кој пие од водата која јас ќе му ја дадам, нема никогаш да ожедни, а водата што ќе му ја дадам ќе биде во него извор на вода која тече во вечен живот. Јован 14 глава. 4 глава 14 стих, пардон. Изворот кој Господ го дава не пресушува, а чаша вода не трае вечно. Ако во лампите има само фитил, а нема масло, лампата не може да свети. Може само да чади. Речта Божја не им е насадена во срцето.
илустрации со луѓе конкретни. Вика Павле, Димас ме остави, бидејќи му омиле овој свет. Сите израелци излегоа од Египет, но Египет не излезе од нивното срце. И затоа изгинаа во пустината. Лотовата жена излезе од Содом, но не стаса во Сигор. Можеме да кажеме и уште повеќе. Човек може да исповеда верата до крајот на животот, а сепак да е лажен. Господ Исус рече во Лука 8 глава, паднатото меѓу трње, тоа се оние кои слушнале и кои ќе си отидат, грижите ги загушуваат, богатството и световните наслади и не донесуваат плод. Значи, не отпаднале или не се откажале, туку не дале род. Интересно дека многу приказки фактички истото го кажуваат. Најдобра илустрација на овие случаи со 10 девојки имаме во приказката за сејачот. За жал има многу луди меѓу мудрите, мислат дека ќе стасат во небото, но ќе се излажат. И во најдобрите цркви има понекој луда, и секој од нас треба се запраша, да не сум јас, Господе. Да ги разгледаме мудрите девојки и нивните лампи, какви се они. А мудрите заедно со лампите понесоа и масло во своите лампи. Сите девојки се многу слични, сите се девојки, сите излегле да очекаат младоженицот, сите се излезени од светот, декларирани христијани, имаат некаква вера, надеж и љубов, сите носат лампи во рацете. Но Господ ја открива лудоста на едните и разликата кај другите. А мудрите зедоа масло во своите садови заедно со своите светилки. Лампите го означуваат надворешното исповедање на верата, а садовите со масло Светиот Дух. Во 1 Јованова 2:27 вели, во вас останува помазанието што го примивте од Него. Овде се работи всушност за делотворна благодат. Делотворната благодат го менува срцето и не само надворешноста. Човек се препородува, садовите се полни со масло. Лудите се грижат само за надворешноста, а срцето го занемариле. Во тоа е мудроста. Значи, надворешноста често пати човекот може да ја одглуми. Вистинската мудрост се грижи и за внатрешноста и за надворешноста, да бидат исправни во ред. Значи, без лицемерие и глумење. Христос ги укори верските водачи од неговото време. Тешко на вас, книжевници, фаризеи и лицемери. Вие сте како вросани гробови, кои однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Чистењето започнува однатре преку покаяние и наново раѓање. Тоа е Божје дело. Во Псалм 45, 13 стих се вели: целата слава на царската ќерка е внатре, нејзините облеки се везани со злато. Интересни се овие псалмите, да речиме. Јас кога прв пат почнав да верувам и да се дружам со верните, па мислев секој може да ги преведи псалмите. Дајте му на Блаже Коневски или на некој друг таму, да ги преведи. Меѓутоа, нема да ги погоди. Зошто? Вика, целата слава на царската ќерка е однатре. Како сега однатре? Која царска ќерка се облечи, а да биде убава однатре? Нели треба да биде надвор убава, да се гледа? Нема секој да го разбере тоа. Меѓутоа, Божјото Слово е чудесно и безгрешно. Има скриени значења. Значи, внатре треба да биде промената. Царската ќерка е убава со извезени облеки од злато внатре. Оно што вистинските верници изгледаат убаво однадвор, тоа има причина во внатрешната убавина. Тие му служат на Бог со дух и вистина. Украсени се со знаење, вера, љубов, ревност, храброст, стрпливост. Такво им е срцето. Ти имаат убави плодови во животот. Сето тоа се умножува, бидејќи ти имаат изобилие на масло.
Благодатта е трајна кај мудрите. Новото срце, божествената природа, тоа е нешто што е свето и неуништиво. Ова нова природа се развива во верникот се додека него оформи како ликот на Исус Христос. Значи, он треба да личи на Исус Христос. Во нас треба да има Божи живот. Ефесијаните 4:24 вели да бидете облечени во новиот човек, кој според Бог е создаден во вистинска праведност и светост. Во нас треба да живее Христос. Тој вели во Јован 14: ако некој ме љуби, ќе ги пази словото мое и мојот татко ќе го љуби. И кај него ќе дојдеме и во него ќе се вселиме. Господ пребива во нас преку Светиот Дух. Сите мудри имале масло. Тоа значи дека секој на новороден има Свети Дух и крстен е со Светиот Дух. Ние сме храм на Светиот Дух. Во Евангелието според Јован 7:38 Господ вели: кој верува во мене, како што кажува писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки жива вода. Значи, Духот Божи дава изобилие благодат како река. Овој Дух останува во нас, бидејќи на друго место се вели да биде со вас за секогаш. Духот не напушта. Светиот Дух го засадува Бог во нашето срце. Јаков 1:21 вели: примете го со кротко всаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Уште и во Стариот Завет, мислам дека во Езекија, говори за законот запишан во срцето, но тоа се повторува и во Евреите 8:10. Апостолот вака вели: ќе им ги дадам законите во нивните мисли и ќе ги напишам во нивните срца и ќе им бидам Бог и тие ќе им бидат мој народ. Ако Светиот Дух го запише законот во срцето, тоа ќе се обистинува тврдењето на Псалм 37. Божиот закон му е во срцето, неговите чекори не се колебаат, не се лизгаат. Колку повеќе се исполнуваме со Дух, толку помалку овој свет е привлечен за нас. Кога во срцето се е во ред, човекот ги љуби Божите патишта, неговите нозе не се сопнуваат. Тоа е трајната благодат. Како делува трајната благодат? Во однос на доброто. Новородените луѓе имаат природна склоност кон добро. Ние сме створени за добри дела. Рибата лесно плива, птицата лесно лета. Бидејќи за што е нешто створено, тоа и лесно го прави. А важи обратно. Слон не може да лета, магаре не може да лета. За лажните верници апостолот вели во Тит 1:16 исповедаат дека опознаат Бог, но го одрекуваат со делата и се одвратни, непослушни и неподобни за какво било добро дело. На новородените верници служат со радост на Господа и лесно им е. Не треба со сила да ги тераш и да ги убедуваш. Но човек може себе си да се присили известно време да прави добри дела, но нема долго да издржи. Во Филипјаните 2:3 апостолот упоменува: ништо не правете од ривалство или од суетно честолюбие, туку во понизно сметајте се едни се други поголеми од себе си. Значи, вистинските христијани го почитуваат својот брат, го сметат подостоен од себе си. Не може тука да има нездрав ривалитет. Верниците кои имаат садови полни со масло, имаат високи цели. Мотивот им е љубов, а целта им е Божјата слава. Тие се спремни на секое добро дело. Спремни се да ги делат потребите, дарежливи се. Спремни се и живеат и животот да го дадат за Христос. Секој извор постојано течи без прекин. Во однос на злото, какви се мудрите? Делотворната благодат која имаме има особина да се спротиставува на злото. И ова го прави на природен начин. Господ ги љуби оние кои го мразат злото, се вели во Псалм 97 и 10 стих. Ако некој го сака и прави злото, а тврди дека го љуби Господ, тој лаже. Во Римјаните 5:21 се вели: како што гревот царуваше во смртта, така и благодатта да царува преку праведност за вечен живот преку нашиот Господ Исус Христос. И понатаму, гревот не ќе има власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодатта. Римјаните 6:14. Кога Господ го спасува човекот, тој му го менува желбите и волјата.
Кај непрепородениот човек желбата да се греши е нормална, а кај новородениот Господ му дава желба да не греши. Некои луѓе се плашат од гревот заради казната и последиците, но вистинскиот страх од гревот е љубовта према доброто и желба да се угоди на Бог. Љубовта према светоста и праведноста им е пријатна на верните. Уживаат во неа. Постојано се борат против гревот. Не сме совршени, но тежнееме кон совршенството. На новородените се наоѓаат во постојана борба против гревот. Во нас се уште е присутна грешната природа, за жал, но бидејќи имаме Божја благодат, го умртуваме грешното однесување повеќе или помалку. Во 1 Петрова 2.24 се вели: Тој Христос сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, да ние, умирајќи за гревот, да живееме за праведноста. Преку неговите рани се исцеливте. Бог ни го дал духот за да го победуваме гревот во нас. И на крајот предупредувања, треба некои работи да ги сами правиме и да се чистиме. Проблемот што се поставува пред секој кој претендира да биде член на Христовото стадо е сериозен. Незалудно апостол Петар вели: затоа, брајче, трудете се уште повеќе да го зацврстите вашето призвание и избор. 2 Петрова 1.10. Потребно е само испитување. Не е доволно само убаво да се зборува, треба убаво да се живее. Не треба да се задоволуваме само со надворешноста. Нечија добрина и вера се како облак, како роса. Така вели во Осија за Ефрем и Јуда. Штом изгрее сонцето, тие исчезнуваат. Не сме да се занемари така големо спасение, нити се некои не се посветени со целото срце. Тие се формалисти, обрнуваат внимание само на надворешната форма на побожноста. Не мислат дека еден ден мораме да се појавиме пред Христос. Ноќта е долга, животот е непредвидлив. Господ дава една споредба за лудиот зидар, кој започнал да зида кула, а не приготвил доволно материјал и средства. Лука 14 глава 28 стих. Кој сака да одгледува убави цвеќиња во својата градина, треба прво да ја очисти од камења, трња и коров. И треба постојано да ја чисти. Писмото вели дека мнозина се повикани, малцина и се избрани. Патот е тесен, Царството Божие се зема со сила. Навалете да влезите. Само тие кои го бараат со сето срце ќе влезат. Во посланието до Евреите 2.3 се вели: како ќе се извлечиме ако занемариме толкова големо спасение? Животот е краток, а вечноста нема крај. Сега велиме дека немаме време, но ќе дојде време да чукаме на затворена врата и Господ ќе ни рече: не ве познавам. Ако бидеме фрлени во огненото езеро, ќе биде касно, оттаму нема излегување. И ќе велиме: колку бев немарен, може да добијам благодат, но пропуштив прилика. На црквата во Сардис Господ и рече: ги знам делата твои, ти имаш име дека си жив, но мртов си. Откровение 3 глава. Според некои толкувања, тоа е речено токму за периодот кога на сцена на светот е протестантската црква. Зашто тумачењето на овие 7 писма е едно од тумачењето дека е историја на црквата. Друго тумачење дека тоа биле точно тие цркви што се спомнати тогаш. Друго тумачење дека секогаш ќе има цркви од првиот, вториот, третиот, седмиот тип. И така е. Додека во Кина, во Виетнам верните ги убиваат по затвори, во Америка истеруваат демони, зборуваат јазици, не знам што прават, специјални музики измислуваат. Ако одиме на ова тумачење дека Сардиската црква е протестантската црква, за среќа таму вика и вака. Но имаш неколку имиња во Сардис што не ги извалка своите облеки, тие ќе одат со мене во бело, бидејќи се достојни. Значи,
Иако општата оценка е многу негативна, има спасени тамо. И навистина, силата на протестантската црква многу брзо опадна. И таа се одржувала во историјата на црквата со нови и нови пробудувања. Ќе заспијат известно време, па после ќе се јави некој јак проповедник што ќе ги разбуди и ќе се добие така наречено пробудување. Луѓето може би мислат дека ти си обратен, имаш лампа во рацете, но Господ вели ти си мртов. Само надворешноста е убава, внатрешноста не е исправна. Да се испитаме дали имаме делотворна благодат, дали во нас почива Светиот Дух. Но како да го добиеме Светиот Дух? Денеска многу се зборува за Светиот Дух. Кога ќе дојде некој голем проповедник, сите трчаат да го чујат, да им положил раце на главата, да примеле Светиот Дух. Така мислат дека девојките викат, дајте ни од вашето масло, нашите светилки се гаснат. Може ли така? Меѓутоа ти реко, не може така. Ќе ни биде малтко и за нас, како да ви дадем од нашето масло? Значи, дарот на Светиот Дух се добива со вера во Исус Христос. Само Тој дава масло. А што вели Господ? Ако вие, кои сте зли, можете да им давате добри дарови на вашите деца, колку повеќе небесниот Татко ќе им даде Свет Дух на оние кои го молат. Да се обраќаме на Господ Исус Христос за Свети Дух. А на кого Господ го дава Светиот Дух или маслото? Апостол Петар вели, Светиот Дух кого Бог им го даде на оние кои му се покоруваат. Дела 5 глава, 32 стих. Апостол Петар вика, Светиот Дух Господ му го дава на оние кои му се покоруваат. Тоа се луѓето кои сватиле дека се грешни, дека Господ Исус Христос е единствениот спасител. Тие отфрлаат својата праведност, а се покоруваат на Божјата праведност. А како се прима Светиот Дух? Апостол Павле ги праша галатјаните, сакам само да дознам од вас, дали го примивте Духот врз основа на делата на законот или преку слушањето со вера? Галатјаните 3:2. Јасно примиле откако чуле проповед за верата. Кој со вера го прима Исус Христос со сето срце, тој го прима и Светиот Дух. Да ги држиме нашите садови во чистота, значи нашето тело. Светиот Дух е спореден со гулаб, а тој сака да живее во чисто живеалиште. Освен тоа, тие што имаат масло, се трудат да имаат уште повеќе масло. Во овој проблем себичноста е оправдана. Значи, вика, не можеме да ви дадеме, че немаме ние. Дали имаме доволно? Сакаме уште да имаме масло, уште е благодат да имаме. Поготово ако дојдат некои искушение во животот, што викат некој, секоја капка благодат ни е драгоцена. Значи, овде лакомоста е дозволена. Никој нема доволно Божја благодат, секој сака уште. Особено ако дојдат искушенија. Господ рече и така, внимавајте како слушате, зашто кој има, ќе му се даде, кој нема, ќе му се одземе и она што му се чини дека го има. Овде важат чудни правила. Тоа е во Лука 18. Ако треба да се сретнеш со некоја висока личност, например председател или цар, дали е се едно како ќе се облечеш, како ќе изгледаш? Нели треба добро да се припремиш? Ќе се искапиш, ќе ги испериш лиштата, ќе се намирисаш, ќе се исчешлаш, ќе се пострижиш, се избричиш. И дури ако не си според протоколот, слугите нема да те пуштат кај царот да го видиш. Невестата која сака да се жени, нели се да утерува за на свадба? Павле вели, јас се трудам да изведам чиста девојка пред Христа. Во Ефесијаните 5:26-27 се вели, за да ја освети црквата, исчистувајќи ја преку водено капење со Словото и да ја представи пред себе црквата во сета нејзина слава, без дамка или брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Нашиот младоженец мораме да го пречекаме и со лампи кои светат силно, полни со масло. Невестата што се ветила на еден младоженец,
веќе не ја интересираат други мажи. Таа се спрема само за него. Да ги чистиме лампите, да собираме масло и да го чекаме младоженецот. Судовите со масло се нашите тела, тие мора да бидат чисти. Деновите на нашиот живот се денови за чистење. Овде и сега е чистилиштето. Има некои цркви што велат, кога ќе умреш прво одиш во чистилиште. Но ние не веруваме така. Овде, во овој живот е чистилиштето. Јако вели, ова е чиста и неизвалкана религија пред Бога и Таткото. Да се посетуваат сираците и вдовиците, кога се во нивните неволи и да се биде неосквернат од светот. Јаков, 1 глава, 27 стих. Да се снабдеме со масло, додека е време, додека продавниците се уште работат. Кога лудите отишле да купат, било касно. Немало исправни цркви, немало продавници за масло. Интересно ќе кажам вака малце на моја тумачење. Кога Наполеон ја зеде власта, се изеде на католичката црква. Сите имоти. Ама после виде дека не може да се владее така. И пак го викна папата и склучи со него некој конкордат, некој договори, дел од тие имоти пак му врати. Кога комунистите дојдоа на власт во Русија, што направија? Сите цркви ги претворија во магазини. И многу свештеници, калуѓери беа испоклани. Мислеа дека така ќе успеат. Што се случи? Дојде Втората светска војна и почна Сталин да им се обраќа браќа, верни браќа, демек попушти. Јас кога се обратив, имав еден вујко, беше комуниста и имаше висока служба. Јас му сведочам, немате вика, ние погрешивме, вика, црквата требаше вака, требаше така. Значи, светската власт сака да ја користи црквата за своји цели. Фараонот ги зароби евреите да прават цигли, да градат градови за него. Ама тие рекоа, не, ние сакаме да одиме во пустина да принесиме жртва. Интересно, кога бев 10 години, тогаш беше мода вадеа крајници. И, пошто често ми заболува грлото и родителите ме несоа во Битола и со некои други другарчиња отидовме. Болница нова немаше тогаш, бидејќи тоа, замислите сега пред 65 години, како изгледаше Македонија. Во Битола болницата, во Прилеп не вадеа крајници, во Битола. Прилепската болница беше од меѓу двете светски војни. Немаше нова болница, како сега што е во Битола, току не однесоа во една чудна вака, како кружна некој беше вака терен и со повеќе згради приземи и испрат, овде. Дури во современиве години ја сватив дека тоа било мисијата протестантска во Битола што била. Целиот кварт што е зад хотело Епинал го викаа ствари протестантски квартал. И тие му го зеле имотот, комунистите му го зеле имотот, ги направиле болница. Кај ќе најдеш црква да се проповеда? Нема. Зашто црквите имаат и имот. И тој имот е предмет на запленување. Таму било школото на девојачко школо имало протестантско, што викаше еден од Радовиш христијани, вика, доскоро имаше баби овде што знае англиски, вика, Радовиш. Учеле школа во Битола, имало за девојки. Може би светот нас не нарекува луди, а лудите ги нарекува мудри. А тоа е добар знак, да не се чудиме. Светилките и светските и Божите мерила не се исти, баш напротив се
диаметрално спротивни. И до крајот да се запрашаме дали сме мудри или луди девојки. Господ не љуби и затоа не испитува. Нему нека му биде слава и чест. Амин.